за момент се изместив од терминот на бизнис, меѓутоа ќе се вратам затоа што ми се чини дека една вест побуди посебен интерес кај мене. Прашањето на менаџментската солидарност во овие кризни времиња, но многу повеќе и поширок контекст ќе дадам на развојот на банјскиот туризам. Каде инаку ќе се сместите ако не во Косоврасти и Дебарска бања? Таму е мојот соговорник Кемали Трим, човекот кој припаѓа на потесниот круг на менеджмент и се надевам дека ќе го добиеме. Добро утро, Кемали. Добро утро до сите гледачи на утрински брифинг, добро утро до сите присутни на студиото и ви се заблагодарувам од срце за убавата тема што сте ја одбрале денеска за разговор. Има многу да се каже за бањите, многу малку се зборува за тоа да не губиме време и да можеме веднаш. Ајде прво провокацијата која кај мене остави силен впечаток дека прашањето на солидарноста, на создавањето на добра работна клима е важен елемент и во овие кризни системи или кризни времиња, до толку повеќе што вашите извори велат дека ако за менеджментот нема пари, за работниците мора да има. Дебарски бањи и во најкризниот период не отпуштија ниту еден. Како успеавте да ги премостите тие состојби во услови кога практично бевте замрзнати и покрај топлите води? Точно така е. Дебар беше првиот град во Македонија каде што се појави првиот заразен со COVID-19. Како резултат на тоа, Дебар беше првиот град кој беше целосно изолиран, односно затворен на 13 март 2020 година. Нормално дека оваа вест беше многу тешка за нас. Пред се грижевме за здравјето, пошто здравјето е најважно, меѓутоа имавме еден друг проблем. Тоа е како да преживееме во вакви услови кога не можевме да функционираме. Од друга страна имавме огромни трошоци, имавме голем број на вработени со високи плати, тоа е се над 235 вработени, за кои што ќе треба да се грижиме. Имавме многу потешкоти во овој период, пред се кога се затвори Дебар, како да ги извлечеме сите тие клиенти што ни останаа заробени во хотелот Здрави и Живи. И многу сме горди што заедно со нашите вработени, заедно со нашиот лекарски тим успеавме сите 120 клиенти да ги извлечеме, меѓу кои имаше и странски клиенти, имаше голема група од Шведска, да ги извлечеме здрави и живи во толку тешки услови кога COVID беше нешто многу ново за нас и ги немавме информациите кои ги имаме ден денес. И во услови кога соработуваш толку добро со вработените, нормално дека второ што ќе мислиш веднаш како ќе ги задржиш тие, пошто тие се многу вредни и благодарение на нив ние сме на ова место на кое што денеска сме. Во услови каде што нашиот бизнис доаѓа од мал град, како што е Дебар, каде што сите се знаеме, сите сме поврзани, а имаме и многу добри фамилиарни врски со вработените, одлучивме дека се додека ќе има плати за нас, ќе има плати и за нашите вработени. Нема да отпуштиме ниту еден вработен и успеавме на тоа и многу горди сме на тоа. Прво што направивме, нормално ги искористивме сите резерви кои ни беа акумулирани низ годините. Второ што веднаш презедовме е намалување на нашите лични плати, со кои што повисоки од менеджмент, одстапи за по другиот дел на вработените, каде што е поголемиот број на вработени, да си ги добива редовно платите во овој период. Нормално сето тоа се комбинираше со кратење на други трошоци, со користење на кредити, па дури и користење и на субвенциите од страна на владата кои што ни беа доделени. Како ги оценивте субвенциите? Дел од антикризните мерки кои на одреден начин ви дозволија или ви помогна
да го премостите овој период многу лош за економијата, особено за терцијалните дејности, туризмот, угостителството? Прво мора да спомнеме дека секоја помош е добродојдена во такви услови. Секако дека за нас никогаш нема тие субвенции да бидат доволни, а може да бидат и подобри. Меѓутоа, важно е што ги имаше. Можеше и воопшто да не ги нема. Има држави што не добива воопшто субвенции во овој период, меѓутоа во поразвиени држави како што е Германија, Австрија, Швајцарија, тие субвенции што владите таму ги издвоја за бизниси оштетени како нашиот, за жал беа многу пати повисоки и поефективни од тие што ние ги добивавме. Меѓутоа, пак ќе повторам, за секоја помош ние сме заблагодарни, да се надеваме дека во иднина нема да имаме друга потреба од вакви субвенции. Се надеваме дека нема да има друг бранд од COVID во есен, но и доколку има, веќе ние не се плашиме како што се плашевме претходно, го имаме искуството, имаме многу повеќе информации и мислам дека полесно ќе се справиме со сите нови поттешкоти доколку излегуваат тие во блиска иднина. Кемали Трим од Дебарски бањи, ЦАПА е главниот инвеститор кој вложи во рехабилитацијата на овој прилично запустен бањски објект, но сега тоа е една од модерните дестинации. Да се префрлиме малце на една пооптимистичка варијанта. Предполагам дека сега ќе се отворите, дека ќе почнат да доаѓаат и туристи и да се користат вашите здравствени капацитети. Воопшто во светот, денеска е еден прилично модерен тип на така наречени инвестиции во спа, вилнес центри. Словенија, например, и се разбира е можеби некаков модел. Дали Македонија не ги користи доволно тие ресурси, затоа што се чини дека освен Катлановска бања, Негорска бања, кои се вака малку по-препознатливи, по-развиени, разни други бањски локации, Кежовица, сега не ми текнува сите, морам чекате да се подсетам само, во Иста бања, и се разбира, во Струмица, Штип. Дали мислите дека развојот на туризмот има шанса, дури и вклучувајќи го и Дебар, со оглед на факторот на кањонот на Радика, риболовниот туризам, близината на Охрид и Струга, може да има една целина која треба да има јасен концепт, што ќе се гради, како ќе се развие, како да се привлечат и трајни и се разбира повремени посетители. Трим повели. Република Македонија, Северна Македонија е една мала држава со нешто повеќе од 25.000 километар квадратни, од кои само 1,9% се вода. Меѓутоа, нашата држава е сместена од една родопска маса, низ која има пукнатини и низ кои пукнатини тече геотермо-минерална вода како последица на поствулкански појав. Вие спомнавте дел од некои места каде што има извори на термоминерална вода, но за жал нови истражувања нема во оваа област. Сите податоци што ги имаме од бившата Југославија, има негде околу 29 извори. Меѓутоа, дел од нив се скриени внатре во земјата, не се површински извори и треба да се експлоатира. Тоталниот капацитет на сите овие извори, 29 извори, е негде околу 290 литри во секунда. Во оптимални услови, додека во реални услови тоа е негде околу 20% по-ниско, значи околу 240 до 250 литри во секунда е вкупниот капацитет на природните ресурси со термоминерална вода со која што располага Република Северна Македонија. Кога ќе ја слушнеме оваа бројка 250 литри во секунда, ќе кажеме вау, ова е голема количина. Зошто не сме развиени ние како од другите држави?
меѓутоа доволно е само да спомнам дека има одредени градови, пример Бад Занстад во Германија, каде што еден единствен град има Добро, Трим имаме мали грешки. има градови Повели, те слушаме. по 1000 литри, 500 литри во секунда. Така да сметам дека има ресурси, не дека не можеме ние дополнително да се развиваме, да имаме повеќе од 4 активни бајски центри како што е во моментот. Меѓутоа треба да имаме јасна стратегија, јасна програма за развој. Не треба ние многу да ископираме Словенија, да ископираме Хрватска, Србија, Бугарија или други градови. Треба да се изработи еден план во кој што пред се ќе се вклучат луѓе заинтересирани, но и луѓе кои што веќе со години имаат искуство во бајскиот туризам и заедно да најдеме едно решение како да излеземе во пресрет и како да се разбиваме во овој план. Имаме ресурси, спомнавте вие, не само на термоминерална вода, тука имаме и други природни ресурси, убавини, езера, канјони, туристички градови, кои што ќе треба да ги комбинираме во еден пакет. Имаме природни термоминерални води кои што се многу леповити, многу богати со минерали, треба само убаво да ги пакуваме, да ги шминкаме и да ги сервираме во странскиот пазар, а верувајте дека има голем интерес од целиот свет за да се дојде во Македонија, да се лекува или да се дојде дури во рекреативен туризам, не мора само за лекување да биде, може да биде и за уелнес. Кемали Трим од Дебарски бањи, уште само при крајот, бидејќи сте добро упатени, какви се потенцијалите? Колкав е, да речем условно, ресурсот кој финансиски, физички, по бројот на посетители се изразува во бањскиот туризам? И според вас, еве сега владата навестува голем пакет за инвестиции и јас се почне со тој пакет. Веднаш ние мислиме дека најважната компонента се разбира енергетиката е важна компонента, ама туризмот главно е концентриран кон трите езера. Забораваме какви се ова што вие велите потенцијалите на бањскиот туризам и на рекреативниот туризам. Знаете, ќе ви кажам други податоци. Бањскиот туризам е многу важен за развојот на една држава. И предноста на бањскиот туризам е што во споредба со Охрид или со некои други места каде што туризмот има периодичен карактер, во бањата може да се оди во текот на целата година. И во 2016-2017 сите 4 бањи во Македонија има вкупно учество со 9 до 10% во вкупниот туристичко реализација на целата држава. Овие бројки може дополнително да се зголемат нормално во нормални услови на функционирање надвор од пандемијата. Ние секоја година инвестираме за проширување и за модернизација на нашите капацитети. Во 2019 во нормални услови од Дебарските бањи над 60% од клиентелата беше странска. Значи ние не сме ориентирани само кон македонскиот пазар, туку кон целиот свет. Имаме групи што ни доаѓаат од Казахстан, имаме од Русија, имаме од Холандија, имаме од Шведска. Значи нема граници кај што сме отвориле пазар, доаѓаат клиентите кај нас, тие се доста задоволни како од услугите во самата бања, така и надвор од бањата. И тие го прошируваат добриот збор. И така ние сме успеале секоја година да растеме и да дојдеме во ситуацијата во која што ние сме денеска, ситуација со која што успеавме Македонија да не ја направиме позната само по Охридското езеро, туку и по Дебарските бањи. И јас ви честитам и на вашиот менеджментски тим и на газдата на начинот на кој го развивате овој бастион на
добриот европски терк на банјскиот туризам и на се разбира сите угостителски намери што ги имате. Рековте дека сте во една фаза до 2019 на перманентни инвестиции. Што уште вам ви недостига за да може државата да создаде услови, се разбира, во однос на пристапните патишта? Скандалозно е, например, начинот на кој Дебарското езеро е загадено и така натаму. Токму така, ние треба само малку да бидеме по-ригорозни. Не е само влада да крива што Дебарското езеро е во една ваква ситуација, криви сме ние како дебачани, па после како државјани на Република Северна Македонија, со што придонесуваме да го загадуваме не само нашето езеро, туку целата држава. Ова треба веднаш да престане. Од друга страна се соочуваме со малку полоша инфраструктура за достапност до нашите објекти, но верувам дека и тоа ќе се реши. Потребна ни е законска регулатива за развојот на бањите. Потребно ни е да имаме заеднички права со странските инвеститори. Значи не мора странските инвеститори да им даваме подобри услови, бидејќи имаме домашни инвеститори кои треба да ги поддржаме, да немаме подобри услови со странските инвеститори, но барем да бидеме еднакви. Тоа е нешто најмалку што треба да се направи. Верувајте дека има интерес за инвестиција не само во Дебарските бањи Цапа, туку и кај нашите колеги во другите 3 активни бањи. Само ни треба поддршка. Треба некој да ни каже дека да, окей си е, продолжете така, инвестирајте, отворете нови вработни места, додека овие ситни детали кои што ни се создаваат при работењето, овие ситни проблеми, заедно, не сами, туку заедно ќе ги решиме со текот на времето. Тоа е се што ни е потребно на нас како инвеститори во моментот, ништо повеќе. Благодарам, тоа беше Кемали Трим од Дебарски бањи. Трим, морам да ви оддадам признание. По подолго време имам соговорник кој инако овде не плаче и не кука. Готово е, пропаднавме. Ако се затворат кафеаните, ништо владата не направи, туку со еден резонабел во кој собствениот капитал, јасната перцепција дека во човечките ресурси е една од главните инвестиции воопшто, и тоа ми се бендисува во вашиот настап. Кемали Трим, ви благодарам уште еднаш, да посакам да бидете уште поуспешни, зашто тоа што до сега го направивте не мора да биде на европско, но во секој случај на високо регионално ниво. Довидување. Да, благодарам многу уште еднаш, Трим. Тоа беше. Фала ви.